веќе зборуваме за аерозагадувањето, да кажеме дека и пошумувањето е многу важно кога станува збор за оваа појава. Токму заради тоа што ни се намалува шумскиот фонд, токму заради тоа што веројатно треба малку повеќе да се грижиме за нашата иднина и се разбира малку повеќе да обрнуваме внимание на голините кои што ги имаме, да ги пошумиме, ќе зборуваме во следните минути и тоа со нашите гости, или можам слободно да кажам, драги пријатели, Гордана Софија и Ханес Јекл. Добар ден и добре дојдовте. Добре најдовме. Веројатно ве препознаваат малку повеќе по она голема акција која што ја организирате секоја пролет, а носи наслов Генералка викенд, но вашата активност е поделена во два серијали. Ова сега, што го направивте пред неколку дена, носи многу убав наслов – Сончева гора. Да. Да, Сончева гора е вториот дел од проектот Зелена Сончева. Генералка викенд е пролетното чистење, акција за пролетно чистење, каде оваа година трета поред ја организираме и учествува 51 општина и 20.000 волонтери, од кои што 10.000 беа ученици, деца, што е супер бројка. А целиот собран отпад од тие 3 дена од Генералка викенд го мериме и на таа основа ги пошумуваме дрвата на есен, за секој 10 килограми по едно дрво, така да оваа година во околината на езерото Младост, заедно со Министерство за земјоделство и шумарство и национални шуми, волонтери од нашите партнери Пивара Скопје, Шпаркасе, Нула отпад и Пакомак, волонтери од општина Велес, Црвен крст и уште многу други учесници, пошумивме 50.000 дрва, кои што се надеваме ќе растат во една голема сончева, здрава сончева гора. 23 хектари површина успеавте да пошумите. Велат оние кои што се занимаваат со оваа работа дека одлично време одбравте. Всушност имаме и инсерти од тоа и позадината која што ја гледаат нашите гледачи е токму од денот на пошумувањето, дека снегот бил идеално нешто за младите садници. Да, тоа ни го кажуваат, значи, од национални шуми, тие се експертите и секако Министерство за земјоделство, дека снегот кога ќе падне е уствари да создава совршена обвивка околу коренот за да не замрзне. Тоа е природата е божествена. Ние не можеме со тоа, значи стварно тој ден беше сончев во сите тие денови со бура и ниски температури, и облаци и дождови, токму тој 27 ноември беше совршен за пошумување. Ханес, какви се вашите искуства токму од оваа Сончева гора? Your experience from Сончева гора? I only had the best experience because I was just sitting on the phone and coordinating together with Gordana while everybody was working. Ја имав супер искуство, бев на телефон координирајќи ги сите луѓе додека останатите волонтери пошумуваа. This was the second plantation already. The first plantation we also had in Veles, just a few meters away from the current location. Да, ова беше второто пошумување. Минатата година пошумивме на истата локација, 40.000 садници, исто сите посветени на Генералка викенд, и сега само продолживме уште 23 хектари, што значи вкупно во 2 години 90.000 дрва. Се извинувам што ќе ве прекинам, не случајно е одбран Велес и оваа локација, токму заради пожарите кои што пред неколку години го има зафатено. Овој дел и уништија на вистина огромна дрвна маса, голем број на дрвја беа опожарени. Да, not by coincidence is chosen these locations, having in mind the fires who happened a couple of years ago. Not just the fires, but Veles is very endangered in terms of drought. Велес е загрозен во однос на суши исто. And actually there's one thing, if you ask me about the experience. Ако ме прашувате веќе за искуство, we made the experience that actually with Сончева гора and Generalka weekend, нашето искуство од Генералка викенд и Сончева гора, we created some kind of model for Macedonia. Создадовме еден вид модел за Македонија, where representatives of all parties are coming together
and work for the people instead of their personal interest. Каде што представници од сите политички партии се собраа заедно здружени и работеа за луѓето, а не за нивните лични интереси. Впрочем, така треба да биде и во секој сегмент од нивното функционирање. That's how it's supposed to be. Yes, and we see more and more that people are not so much interested anymore in some individual problems, but more into solving the problems of the country. Се повеќе луѓе немаат само интерес да ги решаваат личните проблеми индивидуални, туку и колективна свесност почнува да се развива. Тоа е што го забележавме. And with Generalka Weekend we see a lot of memories coming back from old times. Има враќање на убави спомени од старите времења, особено го забележаме тоа во Генералка Викенд. When people were solidary to each other, when people were helping each other, and where people were creating values for the community and not just for themselves. Кога луѓето беа солидарни, кога создаваа за целата заедница, а не само за нив. Ваквите акции, особено на повозрастните генерации, им се многу добро познати. Од работните акции, да речеме, во повоена тогашна Југославија, па веројатно и јас спаѓам веќе во оние генерации кои што се сеќаваат дека не носеа на пошумување, така што верувам дека ова е убава прилика на сегашниве генерации да им се покаже како треба да се размислува за иднината. Точно така. It's a good opportunity to show to generations now how you should think, taking the experience from the past, how people were working together. Sometimes good things that happened in the past are forgotten. Некојаш убавите нешта од минатото се заборавени, што се случиле. But something like that doesn't make it less good. So we can still adapt it and transform it into something that is now and here helping the people and especially making motivation for young people to re-identify with their country. Тоа може повторно да се имплементира и сега, да се адаптира и особено да им се врати љубовта на младите генерации кон сопствената држава. Само така, само со вакви работи, само со правење на добро за заедницата, може да се покаже колку се сака сопствената држава. Да. Вие имате, поправете ме ако грешам, мислам дека имате 10 годишен договор или план со Министерството за екологија, со практично со државата за спроведување на вакви акции од типот на Генералка Викенд и Сончева гора. Да, имаме подпишан меморандум со Министерство за земјоделство и национални шуми во следните 10 години, всушност до 2031, колку што ќе трае проектот Зелена Сончева, значи пролетното чистење Генералка и есенското садење Сончева гора. Така да за секои 10 килограми отпад ќе се сади секоја есен нова Сончева гора и ќе се оплеменува нов простор со шума која што ни е навистина неопходна и за задржување на водата во почвата, и за спречување на загадување, за спречување на ерозија, за локална економија. Шумата е најдобриот механизам. Ханес, вие доаѓате од Австрија, една прекрасна зелена земја, еколошки чиста, веројатно сон на многу македонци. Dream of many Macedonians, how Austria look like, green. Yeah, but clean. Мислите ли дека еден ден Македонија ќе може барем по овие еколошки стандарди да се приближи, ајде, може би не да го достигне, но да се приближи до Австрија како една зелена и чиста земја? Can Macedonia came so close, at least close to Austria, about a clean and green country? Maybe Austria is a dream, you know, is that Macedonians can dream of a ecological situation like in Austria, but actually for an Austrian, Macedonia is the land of the dreams. Може би македонците сонуваат да има таква зелена еколошка земја како Австрија, ама за австриците Македонија е сон. Ова е да се слушне? Да. It's nice to hear. Yes, I mean, you have, you are so gifted with this country. You have everything. A country needs to be a paradise. Имате се што една земја и треба за да биде рај.
But as it is with every spoiled kid, Како и со секое разгалено дете, you get used to it се навикнувате на таа убавина and you don't evaluate it anymore. и не ја почитувате и цените доволно. The area where I come from was the most polluted area in Europe in the 1970s and 80s. Областот каде што јас доаѓам беше едно од најзагадените во Европа во 70-тите и 80-тите The години. water was so polluted that if you touch it, you get immediately red blisters everywhere. Реките беа толку загадени што само ако ја допрете добивате алергија. So 40 years later, 40 години подоцна they reached a level that you can drink this water. достигна степен каде што сега водата може да се пие од реките. So everything is possible here in this country as well. It И just requires the will of the people to do it. И тука се е можно, само треба она што се бара е волјата на луѓето да ги сменат нештата на подобро. And in order to make the people understand, they first have to understand that this is their home. It is not ending with their apartment or their doors. The street, the place, the municipality, the forest, the parks, this is all part of their home. Сето ова, и нашиот дом, и се што е надвор од нашиот дом, улиците, парковите, шумите, се е тоа наш дом. И тоа треба да го сватат луѓето што живеат овде. And every individual in this country is responsible for the country. И секој еден човек што живее во оваа земја е одговорен за оваа земја. And if you learn this as a young kid, Ако ова го научат младите деца, how important it is to care for your country, for your neighbors, for the people around you, колку е битно да се грижите за земјата, за соседите, за сите луѓе, the higher the motivation is for this young generation not to leave the country. и тогаш мотивацијата на младата генерација да замине од оваа земја ќе биде се пониска. Да се надеваме дека сте во право, јас навистина би сакала тоа еден ден да ни се оствари, генерациите кои што ќе се раѓаат овде нема да размислуваат за заминување од ова парче земја. А некако го сваќаме, јас, веројатно и дел од гледачите, она што вие го кажувате дека за австриците Македонија е рајот на земјата, некако го сваќаме како да не знаеме доволно да го цениме она што го имаме. When you say for Austrians this is the land of the dreams, it turns out that we don't value what we have. A little bit. Малку, За жал. да. За жал. Тука треба веројатно многу да работиме самите на себе за да сватиме што имаме и колку треба тоа што го имаме да го чуваме. Да. Гордана, што е она што го планирате за веќе следната сезона? Станува збор за пролетната сезона. Овде со ова пошумување го завршивте планот за 23-та. Да. Се заокружи Зелена Сончева. Следно е сега во мај, на 10, 11, 12 мај, по четврти пат ќе се одржи Генералка викенд, големата акција за собирање и селектирање отпад. До сега беа вклучени 51 општина и Националниот парк Шарпланина. Сега веќе имаме 81 општина. Значи, ќе биде голема национална акција каде што сите градови ќе учествуваат во истите 3 дена, во истото време. И сите од дечиња во градинка, од спортски клубови, пензионери, администрација, сите здружено ќе излезат и ќе го исчистат нивниот дом. Нивниот дом, мислам, улиците, парковите, се што е секаде каде што се движат. Има најава исто од Косово да се приклучат со Националниот парк Шарпланина од таа страна и неколку општини, меѓутоа сме во преговори, ќе видиме. Она што е за нас битно е дека Македонија со сите општини ќе учествува во Генералка викенд. Кога ќе се вратите 3 години назад, велат секој почеток е тежок, имаше многу помал број на општини на почетокот, да. Но од година во година тој број на општини кои што земаат учество во овој Генералка викенд се зголемува. Да. Почнаме со 10 општини во 2021 и 1000 волонтери. Потоа во 2022 26 општини, 8500 волонтери, а оваа година 51 општини на Националниот парк Шарпланина, 20.000 волонтери.
за следната година ќе видиме. Се надеваме што повеќе луѓе ќе се вклучат. Знаете што мислам дека ако многу почесто ве има во медиумите, ако многу почесто Ханес ни кажува дека ние сме на вистина земја која што да речеме е земја од соништата за австриците, веројатно еден ден самите ќе сватиме колку треба да ја чуваме и што се треба да правиме за неа. When we hear often, when we go out often in the media and you go often and tell that this is the land of the dreams, maybe this can help a lot. Yes, it's not just the land of the dreams, it's the land of the sun. Секако дека е земја на сонцето. Јас многу ви благодарам доколку пропуштивме нешто да кажеме, а ви беше важно. Do we miss something? You want to say something that maybe we missed to say? I want to say something in general. Сакам нешто да кажам општо. Сполајти. Ви благодарам и јас вам што бевте дел од нашата емисија. Еве ви ветувам дека следното наше гледање нема да биде пред генералка викендот. Не, ќе се видиме и во некоја следна прилика набрзо за да ги подсетиме луѓето дека треба да селектираат, да рециклираат, најпрво да си го соберат ѓубрето во сопствениот двор. Да. И потоа да внимаваат на здравата и чиста животна средина. А ако можело во Австрија за 40 години да се постигне тоа што било постигнато, зашто да не може и овде? Да, затоа сме до 2031 проектот. Може би до тогаш се ќе биде чисто. Дај Боже. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување.